Лайф кавар заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Лайф кавар заедно со Илија Кикиритков. Среда 20 часот го следите на новото издание на емисијата Лайф кавер на Угада FM. Вечерва мои гости, двајца момци, едниот доаѓа од Охрид, другиот од Гостивар. Сепак двајцата живеат во Скопје, ќе ни кажат нешто повеќе за тоа. Значи вечерва мои гости се Боби Мојсовски и Кристијан Ристовски Кице. Добро вечер до двајцата. Здраво, здраво. Значи вака, двајцата се занимавате со музика колку време, Боби? Јас со музика се занимавам веќе 6 години, можам да кажам активно. Како започна твојата музичка приказна? Музичка приказна започна кога бев крајот на 8 оделение, прва година средно. Ете ми се јави желба да свирам гитара, почнав прво како гитарист, па потоа Ти си од Охрид, така? Да. Па потоа со бендот кој што го имав тогаш, ни фалеше пејач, па ми река зашто Боби ти не пробаш да пееш. Пред тоа дали пееш? Не, пред тоа не пеев, но мојата фамилија има многу така кои што пеат. Татко ми пее, дедо ми пее, музички талентирани. Да. И ете, пробав јас да пеам, видов дека ми се допаѓа пеењето, дека повеќе се пронаѓам во пеењето, а за гитарата се свирам јас ритам гитара, свири соло гитара. Так. Потоа почнав да земам часови по пеење, бев дури до Америка земам часови по пеење и ете можам да кажам дека така започна цела музичка приказна. Така слушателите во текот на емисијата ќе може да се уверат и во твоите вокални квалитети. Сепак тоа подосна. Вториот мој гостин вечерва е Кристијан Ристовски Кидзе. Добро вечер, Кристијан. Здраво. Како започна твојата музичка приказна и како ја засака музиката воопшто? За засакување на музика да почнало многу одамна, пошто фамилијата моја слуша општо добра музика, рок. Јас сум ја засакал музиката со тоа што сум одел во музичка школа, сум земал часови по клавир, неколку години сум свирал клавир, после тоа неколку години не сум сакал да видам никаков инструмент и наеднаш сум се префалил на гитара и Еве откаде ли веќе гитарата? 8 години. Па татко ми е гитарист. Значи Така? татко ми е цел живот гитарист од мал. Значи сепак Ја малку влијанието- покасно сум почнал, но сепак едно 8 години више. Сепак влијанието од дома, така? Да. Одлично, во секој случај. И вечерва се договоривме затоа што еве вие по убедување сте рокери, свирите рок музика, така. Вечерва ќе изведете 6 композиции, 6 рок numери, од кои се договоривме првата да биде песна тема од Bon Jovi, од бендот Bon Jovi, која носи наслов I'll Be There For You. Еве да слушнеме како ќе звучи тоа во студиото на Угода FM во изведба на Боби и Кице. Може да слушнеме. Фала многу. Really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Well, it's my broken heart lies bleeding. You see, true love is suicide. You say you cry 1,000 rivers, and now you're swimming for the shore. You left me drowning in my tears, and you won't stay
you. Words can say what love can do. I'll be there for you. Повторно сме во студиото на Угода FM, ја слушате емисијата Live Cover, вечерва мој гости Боби Кице. Боби спомена дека си го продолжил твоето музичко образование во Соединетите Американски држави, поточно дошколувањето на твојот вокал. Нешто повеќе за тоа? Така, па како што кажав, кога почнав за вокал, сватив дека вокалот не е само можам да пеам, ќе пеам, него мора и многу вежба. Бара многу вежба, многу внимавање на начин на искрена, начин на живот. И кога бев Америка, бев во Детройт, таму имам мои роднини пријатели. Бев оглавно за приватни работи, но при тоа ми се пружи прилика па да се видам со професорот Брет Менинг од Singing Success програмата. Тој ми даде неколку часа дори бев Америка, тоа беше да кажем пред 3 години, и ми даде во стилот белканто, значи оперски начин на пеење и таа техника. Па потоа ги добив неговите цедиња, неколку цедиња со кои што кога ќе се вратам во Македонија можам да продолжам со вежбање на гласот и да го држам во форма. Така, значи, доколку секој сака да биде добар вокал, не е само талентот, туку работата е 99%. Повеќе има работа отколку талент. Можеби да, до бојата на гласот да ја биде природна. Меѓутоа техниката и начинот на пеење е работа и само работа. Кристијан, ти дали го имаш школувано твојот глас? Не. Сега за сега не. Само на школа. Сега за сега само преку живи настапи, живи свирки, така. Да. А инаку и пееш, така? Пеам, при настапи сум најчесто пратечи вокал, но има и песни кои ги пеам ја. Можевме да се увериме, првата песна која што изведовте, одлично го испеа. Вториот вокал, значи хармонијата, меѓутоа е сега наред втората композиција. Тоа е тема од Бил Уидерс која што носи наслов Ain't No Sunshine, позната тема, стара веќе 40 и повеќе години, и слушателите ќе имаат можност да слушнат токму Кице како ќе ја испеа оваа песна. Може да слушнеме и ние. No sunshine when she's gone. Ain't night warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Under this town when she's gone. If she's gonna stay here, 'cause ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't a home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't a home. Anytime she goes away. И слушате емисијата Live Cover на Угода FM. Боби Мојсовски и Кице вечерва мои гости. Инаку, Боби, нешто авторско од твоја страна? До сега дали имаш снимено? Да, до сега имам снимено 7 песни. Така. Кога беше снимена твојата прва композиција? Првата композиција 2010-та некаде. Со таа настапував на еден локален фестивал во Охрид, Каналфест. Каналфест, така. Да, потоа настапив на Охридски трубадури, па потоа со песната која што публиката мислам дека најмногу ја знаете, крај тој, со таа настапив на изборна песна за Евровизија Скопје Фест во 2011. 11, така. Така, мислам дека после крај тој
Исто така песна со која што се представи добро беше на рок numera, ќе нема следен пат на Макфест 2011. Така? Но меѓу песни кои што ги знаат најмногу мои авторски се Те крај тој и Јас и ти. Песната Те се непознати песни. така, Јас и ти излезе 2012 мислам. Заедно со видеозапис и мислам дека е песна која што има постигнато најмногу успех од сите мои песни. Инаку со кои композитори соработуваш? За соработка сум отворен со сите, но најмногу соработував со Лазар Цветковски и со Јован Василевски и Гоце Симановски. Значи повеќето од твоите песни се нивни композиции, така. Те крај тој текстот беше на Огнен Неделковски. Кице ти нешто авторско сега за сега? Па, се што е авторско е останато приватно, најчесто правам кавери за YouTube, имам YouTube канал, Така. али нешто авторско вака како песна не. Меѓутоа за сега немаш снимено во студио, меѓутоа Да. во фиока, Во Фиока имам многу материјал. во фиока има Во многу втора фиока. Во втора фиока има многу материјал и го очекуваме наскоро. Да. Бидејќи штета би било да остане во фиок Да. и да фати прашина. Да. Еве, следната композиција која што ќе отсвирите е популарна композиција од 80-тите години од бендот Europe, Joy Tempest, преработка направи Тоше Проевски, ја популаризираше нови балкански простори оваа песна. Песната носи наслов Carrie, ја слушаме во изведа на Боби и Кице. Може да слушаме. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before in every time, in every season. God knows I've tried, so please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? Well, this might be our last goodbye. Carrie, Carrie, oh, things they change, my friend. Whoa, Carrie, Carrie, maybe we'll meet again somewhere. I read your mind with no intention of being unkind. I wish I could explain it all next time. A lot of patience if it's a crime. How come I feel no pain? Can't you see it in my eyes? Well, this might be our last goodbye. Oh, Carrie, Carrie, oh, things they change, my friend. Whoa, Carrie, Carrie, maybe we'll meet again. Can't you see it in my eyes? Well, this might be our last goodbye. Oh, Carrie, Carrie, oh, things they change. Carrie, 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 Carrie.
Ја слушате емисијата Live Cover, повторно сме во студиото на Угода FM, вечер во мој гости Боби и Кице. Инаку, каде настапуваат Боби и Кице? Еве, Боби, каде настапуваш ти моментно? Ментално свириме заедно, Заедно, Кристијан, да, правиме амплак журки. Имавме настапи во повеќе градови. Каде може да ве слушнат? Претежно бидејќи сме во Скопје, Живеете во Скопје, така? Така, бидејќи сме студенти, тој заврши, јас сум 4-та година студент. Што студираш? Филолошки факултет, англиски јазик, книжевност. Така. Како што кажав, настапувавме во Скопје, настапувавме во Тетово, во Гостивар, имавме настапи, Кристијан имаше со друг вокал исто во Штип. Така, со Дени Коцев, со Дејан Коцев, така. Така. Значи, Дејан беше исто така гостин во оваа емисија, меѓутоа во минатата сезона. Значи, Кице настапуваше и со Дејан, така? Со Дени, да. Како придружен вокал и како Ме менјаат двајцата. Така, те менјаваат двајцата. Така, имавме настапи исто и во Охрид, во моторен град, но бидејќи ретко одам таму поради обврски во Скопје, можно да кажам дека во Скопје колината претежно. Настапи во Кавадарци исто така имавме. И заборавивте така да кажете дека како фул бенд заедно со Дејан Коцев, ти Боби и Кице настапивте и на ова годинешната Пастромалијада. Така, повеќе музичари на едно место, одлично звучите, морам да ве признам, ве слушав. Бевте супер. Еве сега наред е следната песна која што ќе изведете, македонска рок композиција, песна напишана од Венко Серафимовски, инаку темата ја пее Мико Јовановски Џафер и носи наслов Лага и измама. Да ме гледаш така луто, така строго. Неќам да те повредам ни тебе, а ни никого. Оди си дома, на топ те чека тато, мама. Оде надворе друго, се ти е лага и измама. Лага и измама. Моje место, не е мое време да чујам жагор, смеја, доста ова не време. Неќам да ти сложам збор, што крие изговор. Немам ни прашања, а камоли одговор. Ке одам негде сам, под друго име. Со првиот што ке мине, тргни, заборави ме. Тргни, заборави ме. Тргни, заборави ме. Немој да ме гледаш така луто, така строго. Рекам да те повредам, ни тебе, а ни никого. Оди си дома, те чека тато, мама. Мама, немој да ме гледаш така луто, така строго. Неќам да те повредам, ни тебе, а ни никого. Оди си дома, на топ те чека тато, мама. Оде надворе друго, се ти е лага и измама. Ја слушате емисијата Live Cover на Угода FM, вечерва мој гости Боби и Кидзе. Инаку, каква музика слушаат тие? Еве, отсвиравте рок композиции, вечерва свирите рок, на вашите живи настапи предпоставувам дека свирите рок песни. Меѓутоа по дома, каква музика слушате? Строго Цеца, фолк, Амадеус. Тоа не е вака као слика пред другите. Така. Иначе сме Така. фолкери во душа. Фолкери во душа. Особено турбо фолкери. Фолк не е помилено. Се затвараме дома и турбо. Нема ли ништо друго освен рок музика за вас? Не постои ли друг вид на музика? Значи дома слушаме секаква музика, освен турбо фолк. Слушаме македонска изворна музика. Слушаме поп, рок, блуз, метал,
класика. Се што е квалитет. Така, да, се што има Во секој квалитет, жанр така. постои квалитетен и неквалитетен изведувач. Така. Без разлика, може би и во рок жанрот постои неквалитет, но постои квалитет. Кице ти? Па исто, тоа. Исто, така. Квалитетна музика, да, не е битно Квалитетна кој е музика, жанрот, да. значи жанрот не постои. Да. Така, музичарите особено, скоро сите музичари кои што кои што настапуваат во живо, понекогаш се ориентираат спрема потребите на она целна група која што ги слуша. Да. И некогаш не уживаат во тие песни кои што ги свират. Дали тоа е случајот и со вас или? Така, ние, нашиот репертоар на свирки обично е поп-рок, Така. значи не се ориентираме Комерцијални строго песни на кои што така, ги знаат да. сите. Да, па ето зависи од атмосферата и од публиката и од местото каде што свириме, но гледаме тоа сето да е во рамките на поп-рок музика. Така, така. Задржувате некој свој стандард. Така. Вечерва кажавме рок песни и само рок песни и следната композиција е онака популарна рок песна од пред 30 на години ми се чини од Whitesnake, бендот Whitesnake, Дейвид Ковердел, песната носи наслов Give Me All Your Love. Може да слушаме. When I first saw you, baby, you took my breath away. I knew your name was trouble, but my heart got away. You stopped myself from reaching out. I could not turn away. I don't even know your name. I can't leave you alone. You run around in circles like a dog without a bone. I know the game you're playing, but baby, I just can't let go. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. And I'll do anything you want. Just give me all of your love tonight. I work hard every day to love and treat you right. I rock you in the morning and I roll you in the night. Any way you want, I'm gonna prove my love for you. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. 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 Ow. I'm blinded by your smile, crazy about your walk. I shiver and I shake when I hear your baby talk. I'm full for your loving, babe. Give me all your love tonight. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. Anything you want from me. Give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. 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 Ow. Интересно е во студиото на Угода FM настапуваат Боби и Кице. Интересно звучи, прекрасно морам да признаам. Боби пееш навистина одлично, морам да те пофалам. Инаку пред година или две, не знам точно, настапи на фестивалот во Белорусија Славјански базар. Нешто повеќе за тоа. За целиот твој настап, како стигна до таму и што направи таму? Така, настапував прво на еден фестивал во Струга, интернационален арт фестивал, Едерски бисери. Таму освоив прв лауреат и наградата за тоа што добив прв лауреат награда беше да учествувам на Славјански базар. Тоа беше всушност наградата. Так. Учество во Белорусија. Так, можам да кажам дека Славјански базар е еден од најголемите фестивали светски, го представува 45 телевизии, сите бивши земји на СССР, Советскиот сојуз, така. така. И
можам да кажам дека имаше многу подготовки со оркестарот на Белорусија, имавме многу тесни ангажмани, секој сабајлија стануваме проби со оркестарот, па интервјуа, па сите тие работи. И стварно не очекував. Се извинувам, значи националната филхармонија, белоруската национална филхармонија беше како придружба на сите изведувачи на овој фестивал. Так, имаше 9000 публика, учесници па од целиот свет можам да кажам. Навистина големо искуство за мене, стварно не очекував дека ќе земам Гран При за Македонија. Така, треба да споменеме дека го доби Гран При. Так. И ето тоа Гран При ми возможи контакти со многу менаџери од Белорусија. Баш поради тоа Гран При направив и 2 концерти во Белорусија, 2 рок концерти, и публиката стварно им се допадна таа музика и се надевам на некој нареден концерт повторно. Која година беше Славенски базар? Славенски базар беше во 2012. 12, така пред точно 2 години. Така. Одлично. Инаку, кои се вашите планови за во иднина? Боби, твоите планови за во иднина, нешто, некој албум, нешто? Сега за сега имам 7 песни, можам да кажам. Мислам дека е време да почнам да размислувам за албум, но не се брзам со тие работи бидејќи сепак треба прав момент, право време за да се објави нешто такво. Моментално работам на 2 нови песни, кои што треба да бидат објавени за брзо, заедно со видеозаписи, но точен датум уште не знам бидејќи сепак велам сакам сето тоа да биде добро скоцкано со квалитет, па кога излезе. И тоа да се допаде на публиката. Одлично, во секој случај. Кидзе, твоите планови за воиднина, еве кажа, неколку песни во фиока чекаат, меѓутоа продолжуваш со живите настави, така? Со живите настави продолжуваме заедно со Боби и со Дени. Така. Иначе планирам да си продолжам да се фокусирам на YouTube каналот. Мислам на твоите кавер песни, така? Да, како кавер песни, тоа ми е пасија и со тоа сакам да продолжам се занимавам. Меѓутоа, еве јас лично се надевам дека ги слушнам и твоите авторски песни на снимани во студио. Да. Еве песна која што ќе освирите сега е позната рок композиција која носи наслов Johnny B. Good, а нејзин изведувач е Чак Бери. Може да слушнеме. Be good. He used to carry his guitar in a gunny sack, sleep beneath the trees where we rolled train. Old engineer seemed sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drums made. People passing by would just stop and say, "Oh my, that little country boy will play." Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Johnny be good. Ово издание на лайв кавер во кој учествува Боби Мојсовски и Кристијан Ристовски Кидзе го завршуваме со една рок композиција, но која доаѓа од Ексију просторите, легендарна тема од Биело дугме која носи наслов Након свих ових година. Може да слушнеме за крај.
ne bio lako, jer ti imaš mene. A šta sam zato dobio? Na kraju ćeš me ostaviti. Eto bi i blesa vidio. Poneka ljubav možda vrijedi pola, moja i tvoja više ne. Jer ti si samo trag u pijesku, gorka brazda koja nestane. Danas otvaram oči nakon svih ovih godina. Niti ja volje tebe, niti ti mene voljela, samo stara navika je ostala. Poneka ljubav možda vrijedi pola, moja i tvoja više ne. Jer ti si samo trag u pijesku, gorka brazda koja nestane. Danas otvaram oči nakon svih ovih godina. Niti ja volje tebe, niti ti mene voljela, samo stara navika je ostala.